Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео всушност ќе збориме за ефектот на концентрацијата на одредена хранливо соединение врз растењето на микроорганизми. Ќе добиеме една крива во ова видео која е многу слична на кривата, односно е всушност еден вид иста и работи на истиот принцип како кривата на сатурација на ензими. Сега да разгледаме формула пред што сме напишал, значи брзината на раст всушност зависи од максималната брзина, ќе објасниме. Концентрацијата на субстрат константа по субстрат плюс субстрат. Значи, ова е некоја формула која може да се пресмета за дадена концентрација на субстрат, колка би била брзината. Пред да го објасниме, да објасниме формулата и како всушност бактериите зависат од зголемувањето, односно сатурацијата на храна, да разгледаме еден пример каде што ќе имаме, не знам, портокалова боја. Значи имаме еден зид каде што имаме врати. Значи имаме врати. И ќе направиме повеќе врати. Значи колку врати имаме до сега? 1, 2, 3. Ќе направиме 4 врати да има. И сега имаме 4 врати, низ кои може да поминуваат единки. И сега ќе мериме која е брзината на поминување. Односно колку поминуваат, не знам, во дадена секунда. И ќе видиме како тој број се менува кога што зголемуваме единки. Да речеме имаме само една единка и поминува. И во една секунда поминала една единка. Така, во една секунда. Ако донесевме, не знам, двајца, тогашка ќе поминаа двајца во една секунда. Едниот ќе помине од едната врата, другиот од другата врата. Така, значи брзината ќе беше поголема, односно повеќе луѓе ќе поминува ако имавме повеќе луѓе. Ако донесевме тројца, ќе беше тројца во една секунда. Значи секој ќе се поминеше од една врата. Така. И така натаму. Значи ако беа четворица, ќе беше четворица во една секунда. Ако беа петорица, ќе беа петорица во една секунда, бидејќи има 5 врати. Значи како што се зголемува бројот на луѓе, така се зголемува и брзината, не знам. 1 во секунда, 2 во секунда и така натаму. Сега да видиме што се случува кога ќе донесеме повеќе луѓе од 5. Значи ако имавме 6 луѓе, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Секој од нив ќе поминеше по една врата, ама шестиот ќе немаше низ која врата да помине и ќе мораше да чека. И брзината пак ќе беше петорица во една секунда и после наредната секунда ќе поминеше само еден. Односно што значи ова? До одреден степен се зголемуваше брзината и стигнавме до една граница. Значи кога зголемуваме луѓе повеќе од 5, значи кога ставаме, без разлика колку и луѓе да зголемуваме, колку и повеќе единки да има, брзината пак ќе остане петорица во една секунда, бидејќи едноставно толку врати има. Колку и да се зголемува бројот, пак ќе можат само петорица да поминат. Така да, колку и да зголемуваме концентрацијата на луѓе кои дошле, нема да се промени брзината. Ова е еден вид како, не знам, шалтер. Ако имаш 3 шалтера и дојде еден човек, одма ќе заврши. Ако дојдат двајца, исто одма ќе завршат. Ако дојдат тројца, исто одма ќе завршат и сега ако дојдат повеќе, ќе се направи редица. Значи секогаш брзината ќе остане тројца да завршуваат во еден момент, бидејќи има само тројца шалтери. Друг пример како би можеле да го представиме за да го сватиме, не знам, да немавме едно тенџере каде што можеме да вариме јајца, така, и да речеме ајде, стариот пример е дека едно јајце нели се вари 3 минути, и ако оставевме ќе се вареше 3 минути, ако земевме 2, пак ќе се вареа 3 минути, ако земевме 3, пак ќе се вареа 3 минути. Ама сега да речеме ако земевме четвртото, не може да влезе во тачно, него треба да чека да поминат 3 минути па да го ставиме. Значи веќе после одреден степен кога зголемуваме бројот на единки, нема да се зголеми ефикасноста. Веќе овдека не се зголемуваш, додававме повеќе единки, а брзината остануваше иста. Значи секогаш се правеа за 3 минути. Додававме едно јајце 3 минути, 2 јајца 3 минути, 3 јајца 3 минути, ама четвртото веќе не ја зголемува ефикасноста. Значи веќе немаме зголемен принос. И ова е основниот принцип на кој всушност работи заситувањето на микроорганизмите со исхрана. Значи после одреден степен и да додаваме повеќе храна, брзината на растење на микроорганизмите нема да се зголеми. И тоа графички можеме да го представиме на следниот начин. Значи кој имаме еден график каде што овдека е концентрацијата на супстратот, овдека е брзина, да бележиме со V. На почеток, како што зголемуваме концентрација на супстрат,
расте и брзината, расте и стигнува до одредена точка. И сега наваму, иако зголемуваме концентрација субстрат, значи овдека е поголем, значи овдека имаме една концентрација, така. Овдека е поголема од таа. Значи точката Б е поголема од точката А. Значи имаме поголема концентрација, ама брзината на двете е пак иста. Значи не се променува. И уште зголемуваме концентрација, и уште брзината не се покачува. Значи ова е тој пример со микроорганизмите, каде што стигнуваме до сатурација за ситување. Така, ова е максималната брзина. Значи, оваа максимална брзина е ова тука. S е колка не е концентрацијата. Значи, тоа е принципот на всушност сатурација на микроорганизмите со даден хранлив медиум. Значи, не може колку повеќе го зголемува хранливиот медиум, се побрзо и побрзо да се размножуваат, секогаш има граница на заситување. И ова е слично кај ензимите. Оваа крива што всушност се добива е сигмоидална крива, која многу често се сретнува во биологијата. Сигмоидална зашто наликува буквата S. Добро, тоа беше за ова видео, се надам дека научивте нешто и ќе се видиме во наредното видео.